Откако вчера Државниот санитарен и здравствен инспекторат го потврди присуството на бактеријата Staphylococcus epidermidis во Прилепската болница, а на резултатите од другите анализи се уште се чека, болнички извори за Алфа и понатаму тврдат дека непосредно по смртта на 52-годишната прилепчанка, а која почина од сепса, првата бактерија која била изолирана во Прилепскиот центар за јавно здравје била ретката бактерија Сератија. Овој наод, според нашите извори, предизвикал вчудо невиденост, но и загриженост, дури и кај прилепските лекари, кои зад себе имаат повеќе децениски работен стаж. Можноста од присуството на бактеријата Сератија го зачуди и искусниот доктор Андон Чибишев од Скопска токсикологија, кој непосредно по трагичниот настан веднаш се огласи на својот Facebook профил. Во 21 век, во регионална болница, на еден од поголемите урбани центри во Македонија, да ти се случи интрахоспитална инфекција со бактерија која сме ја среќавале само во нашите книги, и тоа напишана со мали букви, и при тоа, заради ваквиот недозволен пропуст, да ти почине млада жена, е повеќе од жално, трагично, нестручно, непрофесионално. Подитно да се испита случајот и да се казнат одговорните. Сочувство до семејството на починатата, Господ нека ја прости, напиша доктор Чибишев. Сепак, што ќе покажат официјалните резултати од обсежните вонредни анализи кои се во тек, останува да се види. Инаку, според информациите до кои дојде Алфа, од добро упатени болнички извори, до сегашните контроли на болничката комисија за интрахоспитални инфекции најчесто се вршеле по претходна дојава, што според нашите извори било недозволиво. А додека сега, откако се случи ова што се случи, се востановиле нови правила, односно контролите да се прават почесто и ненајавено. Исто така, дел од болничката лекарска фела смета дека операционите сали биле затворени со задоцнување, бидејќи сомнежите дека во болницата можно е да има интрахоспитална инфекција, многу порано го вклучиле црвениот аларм. Од Прилепскиот центар за јавно здравје очекуваат дека резултатите од анализите од земените материјали ќе ги имаат до утре, а од основното јавно обвинителство пак вчера отворија и предмет по допрен глас за смртта на тројца пациенти кои во изминативе 10 дена се лекувале во Прилепската болница. Од болницата пак информираа дека се отворени за соработка со обвинителството и дека денеска на увид ќе им ги достават сите документи.